Последните најави за нов локдаун во Германија ја умира надежта кај македонските текстилци. Планот, најголемиот трговски партнер на текстилната индустрија, повторно строго да се затвори најмалку до 18 април, е нова лоша вест за овдешната индустрија, чии последици ќе бидат катастрофални. Ние сите зависиме од нашите партнери и така ние конкретно во нашата фирма имаме најави дека и наредната сезона, иако во намален капацитет, ќе продолжиме со работа. Ова беше пред ова информација за продолжениот локдаун. Дали сега ќе има промена, треба пак да се разговара со партнерите. Лошата вест за текстилството доаѓа во период кога производството од 2 сезони стои непродадено во магацините. Новиот германски локдаун значи дека надеж за продажба, а со тоа и нови нарачки наскоро ќе нема. Ова неминовно води кон крах на текстилната индустрија и ново отпуштање на работници, што најмногу ќе се почувствува во Штип. За мојата фирма дилеми нема. Во април ќе има отпуштање на 50% од вработените. Оно што во моментов кај нас ги држи работниците е очекуваната државна помош. Кога таа ќе пристигне, доколку не се случи некое големо изненадување, сите ќе заменат дома. Вели за телевизија Стар сопственик на текстилна фирма од Штип. Слични најави има од повеќе конфекции во регионот. Тоа е факт во овакви услови. Единствен надеж за спас и за обстанок на оваа индустрија е финансиската помош од страна на државата која очекуваме утре да се изгласа во парламентот. Во спротивно, не верувам дека голем процент од компаниите ќе останат живи и понатака после овој голем локдаун во Германија. Ова значи дека регионот ќе се соочи со голема безработица, која ќе ја продолжи лошата статистика. Имено за само една година бројот на невработени на државно ниво е зголемен за 53.789 лица, што за една година е пораст од дури 51%.